тука имаш безбројни движења. Се појавуваат анархисти, се појавуваат социјалисти, по-конзервативните елементи ги, да кажеме, блиски до десницата на ВМРО, ги оформираат така наречените бугарски конституционални клубови. Но за демократијата е многу интересен период. Јас го споредувам често со 90-те години, после распадот на Југославија, од 20-тиот век, кога во Македонија на првите избори имаш 30-40 партии, имаш од секаква провиненција. Бидејќи си имал, да кажеме, период каде што се било потишнато, никаква политичка активност слободна не било дозволена и одеднашка имаш, да кажеме, слобода да го правиш тоа. Но за жал овој период не трае многу, бидејќи младотурците всушност гледа дека ова политика на дозвола води кон на тамошна дезинтеграција на државата и се обидуваат да ја централизираат, односно да создадат отоманска нација или османлиска нација. Фактички сите поданици, без разлика дали се муслимани или христијани, да бидат османли. Значи, оние процеси во Западна Европа тука после 2 века, така му даеш. И тие гледаат дека тоа е единствениот начин, но проблемот со тоа е што доцнат, да кажеме, 100 години, бидејќи на Балканот веќе има создадена нации. Српската, грчката, бугарската, македонската е во повидок, во зародиш, албанската е веќе се оформила, е веќе оформена,